Јас сум родена во 7-миот месец од бременноста со царски рез. Ме породувала мојата кума, која што во тоа време била една од ретките специјалисти школувана во странство во Америка, мислам. И уште кога ме вадела на раце, вика имаше такви искри во очите што не можев да ти дадам друго име затоа што се бореше за живот. Сега како таа моја борба не била доволна, пак кога сум била ставена во инкубатор се случило да снема струја и додека се уклучи генераторот за струја во тие неколку секунди, како што ми објаснувале докторите, се спржиле некои нерви во локомоторниот систем и тие сега функционираат како со големи жички кои прават спојки, односно импулсот на што го давам како команда не стигнува до таму каде што треба да стигне, туку се распрснува дифузно. И затоа јас се што правам со многу напор и труд. Не скокав преку ластикот, туку го држев ластикот. Не трчав жмурка, туку во првите години ја бројав жмурката. А после тоа ако требаше броја и до 1000, ама негде да се скрие. Значи секогаш има начин да се прилагодиш, што би се рекло, затоа што таа моја волја за живот беше непресушна и огромна за било што да ја заправи. Додека ми беше тате жив, ми даваше крилца и немаше што не можев, ми беше и раце, и нозе, и срце, и душа, и се, и за нас немаше невозможна работа. Решаваме, сакаме, волјата ги поминува и надминува сите препреки, дури тие скали ги гледав и како предизвик и вежба и понекогаш во денот и сум ги поминувала во студентски денови и по 8 пати на денот, значи не ми представувала проблем. Сигурно сум секаде со мене, зашто не се надевам буквално и на случаен минувач дека ќе има добра волја и разбирање. Еве. Тој сон изгледа од прилика вака. Значи, како што кажав, требаат за сите овие работи требаа квадратура и некое вакво кукиче би завршило. Тоа е варијанта на хотен ход кукичка. Буквално и ме восхитува тоа што може со текот на времето и да се направат измени, значи тоа се ѕидови или прегради кои што може да се прават измени по потреба, затоа што се надеваме дека во некоја скора иднина ќе дојде и детенце, па ќе треба да му направиме место и за него, освен за книгите и помагалата. Имам книги повеќе од една градска библиотека и имам многу помагала, една цела аргела која што ми е потребно да се снаоѓам во различни ситуации, во различни како да кажем архитектонски услови, затоа што не може со едно помагало сегде и секогаш. Јас се трудам да го извадам максимумот од себе, еден чекор, да не ја бирам како паразит или за да тоа ми ги намалува утре можностите, туку се борам и во овие околности да можам што повеќе. Ние, имајќи други такви физички предизвици, сме научиле дека богатството е внатре во нас и треба да ни се даде што повеќе шанси. Да се насмееме и да ги насмееме и другите. Во мојот ум не е поставено да има пречки. Јас се обидувам со сите можни начини што ќе ми текне за да се дојде до тоа. Едноставно сега посакувам само едно удобно домче каде што ќе се чувствувам дека ми е дом. Знаеш, она топлина, све средено, да можам да си творам, наместо таа енергија да ја трошам непотребно ваму, таму, онамо, да не можам ништо, буквално една облека да си ја извадам за во текот на денот, да можам да се средам и креативно да си ја насочам и
луѓето да видат и што можам и колку можам и некому да помогнам, а Бога ми над се мислам дека кроната ќе биде тоа детенце што треба да си го пренесе тој генетски материјал и ум и се, да види колку е светот убав. Едноставно, не знам колку луѓето тоа ќе може да го разберат и сватат, меѓутоа сега сакала некела некако принудно, а што мене ми е слободицата во душата и птиците си ги сваќам како некоја метафора за себе си, леткање и слобода и така. Сега сум во некој принудно затвореништво, така се чувствувам. Значи јас пак наоѓам начин, меѓутоа тоа многу чини, многу е труд. И едноставно сакам да си ја добијам таа слободица, таа светлина, таа топлина, за да ми дава поттик и понатаму да творам, да го живеам животот најдобро што ме.